Деновиве исто така сме сведоци дека општинската организација на СДСМ преку своите пресконференции мета на напад ја става владата дека таа не инвестира во Струмица, дека не се залага за напредокот на оваа општина, односно на општина Струмица. Каков е вашиот став? Сметате ли вие дека воопшто ништо не се инвестира во Струмица или пак не се прикажува доволно дека владата инвестира токму и во општина Струмица? Па добро, значи не само последниве неколку недели или денови, да речеме, од кога почна кампањата за парламентарните избори, туку неколку години наназад, општинската организација на СДСМ постојано излегува со една теза дека Струмица е заборавена од владата на ВМРО ДПМН заради тоа што градоначалникот на Струмица не е од редовите на нашата партија. Јас во неколку наврати кажав и сега ќе повторам пред граѓаните на општина Струмица и Струмичкиот регион дека тоа се чисти лажи, небулози и невисти. Зошто е тоа така? Значи секогаш е најдобро да разговараме за конкретни проекти, кои се, што се, од каде се финансирани и тогаш да видиме дали навистина владата на ВМРО ДПМН финансира или не финансира во Струмица. Значи, ако сакате, може да почнеме еве од инфраструктурата. Околу Струмица имаме ние два пристапи, кои што моментално се реконструираат. Тоа е Струмица Радовиш, кој што 50 години стои каков што беше, постојано некои влади помалку доправа, меѓутоа никој не ја направи на цел. Ние сме сведоци дека граѓаните кои што патуваат по тој пат, дека веќе таму интензивно се работи и дека до крајот на септември патот Струмица Радовиш ќе биде целосно реконструиран. Ако тргнеме од другиот влез, од кај Валандово, ќе видите дека исто така се врши реконструкција на делницата Струмица-Валандово, па потоа продолжува во Доеран. За да биде нивната небулоза уште поголема, после првата траса која што се направи, господинот Заев и СДСМ излегуваа на телевизија, зборувајќи видите каков асфалт, тоа ли е реконструкција од влада, па не чинело и така натаму, без да знаат дека има и втора фаза. Значи има втор слој на асфалт. И сега погледнете, вториот слој се работи, поминете по тој пат да видите за каков асфалт станува збор. Патем во нивните емисии, тие ги споредува и ги повикува луѓето, демек споредете го првиот асфалт со нашите во Струмица. Сега јас го повикам господинот Заев да оди да го спореди вториот слој од асфалтот со неговиот асфалт во Струмица, кој што оди секојаш преку бетон, чиј подизведувач е, знаеме чиј син на кандидатката на СДСМ од изборната единица 4, госпоѓата Цветанка Иванова, која што, нели, под четврти, мислам, пат веќе се кандидира за пратеник во Собранието на Република Македонија. Значи, тоа е само мал дел од инфраструктурата, заборев да го споменам патот Куклич-Банско, да не зборувам за патот Ангелци-Велјуса, кој исто така 40 години постојано се ветува дека ќе се направи, значи тоа е мал дел од инфраструктурата. Ние во една емисија јас кажав дека ќе имам оваа година многу една голема сладка мака, тоа е да ги демантирам СДСМ кој на почетокот на годината мафтаа со едно ливче, наречено службен весник, тие така рекол дека е службен весник, не ни го дадоа да го видиме, во кое пишува дека инвестициите од сферата на образованието во Струмица се нула. Јас после неколку недели им објавив тендер за средното земјоделско училиште Димитар Влахов за целосна реконструкција на кровот и на столаријата. Исто така сите сме сведоци дека во рамките на Димитар Влахов интензивно се гради спортската сала. Потоа ќе има исто така реконструкција на сите основни училишта, ќе имаме изградби на нови спортски сали, ќе имаме потоа пари од владата дадени во сферата на канализациите и водоводните системи. И сакам да кажем дека сите тие проекти, општинската администрација постојано се ги припишуваше за себе. Еве како пример ќе го земам проектот во Муртино, каде што владата има дадено 2,5 милиони денари за канализација, или во Банско за водовод 3 милиони денари, или во Баница и така натаму, а никаде тоа од страна на општинската организација на СДСМ и општинската администрација не е спомнато дека тука директно инвестирала владата на Република Македонија, а како што сте позитивните законски прописи на Република Македонија, општината е таа која што нормално треба да го реализира. Меѓутоа, многу е лесно вие да реализирате било што во животот, кога некој друг ќе ви даде пари за сета таа работа. Има илјадници такви
моменти кои што јас не сакам сега во интерес на времето да ги спомнам, во кои што како доказ се кажува колку пари точно со бројки и цифри, проекти владата на ВМРО ДПМН во изминатите 4,5 години инвестирала во Струмица. Патем, ако ги споредите тие бројки, се неколкократно, да не кажам повеќе од 10 пати, поголеми од парите кои што владата на СДСМ во периодот од 2002 година до 2006 година, во кои што 3 години во парламентот имавме пратеници од Струмица во ликот на Зоран Заев и Цветанка Иванова во сите 4, кои што ништо, апсолутно ништо не направија за општина Струмица. Исто така сакам да кажем еден доста значаен проект кој што владата на Република Македонија го направи, тоа е проектот касарните за развој на општините. Од Струмичката касарна, само од продажба на земјиштето и од платените комуналии, општина Струмица инкасираше повеќе од 2,8 милиони евра, која е цифра, како цифра, нели, нешто приближно колку што чини еден градски плоштад. Исто така, кога веќе се напаѓа владата на Република Македонија, општинската администрација заборава да каже дека огромниот дел на парите кои што влегуваат во буџетот на општина Струмица се благодарение на токму на таа влада која постојано ја критикува. Така да не можеме ние да зборуваме дека владата ја заборавила Струмица, дека владата не инвестира во Струмица, само тогаш кога на нас не одговара. Треба да бидеме реални и објективни, и аз велам дека можело и повеќе, меѓутоа општинската администрација мора да признае дека исто така огромни се вложувањата од страна на нашата влада на ВМРО ДПМН на територијата на општина Струмица, пред се заради граѓаните на општина Струмица.